Добар ден, почитувани представници на медиумите. Што е она живототворното кое Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го постави како круцијална цел во времето што доаѓа? Пред се, прифаќање на приоритетите на граѓаните како наши приоритети, а тие се зачувување на постојните и отворање на нови работни места во сите домени од животот, а со тоа подобра и посигурна екзистенција и иднина за сите наши граѓани. Создавање објективни, реални услови за влез на странски и активирање на домашните инвестиции. Алфа и омега на позабрзан и посигурен развој, кој не трпи корумпирана и непрофесионална администрација, диригирано зависно судство и стара, дотраена и несигурна патна инфраструктура. Граѓанки и граѓани на Прилеп. Дилеми повеќе нема. Прилеп е стар и убав град, но во исто време Прилеп е и индустријски, земјоделски и трговски девастиран град, кој по 5 јуни со новата влада на Социјалдемократскиот сојуз ќе почне да пишува нова, одговорна и развојна страница, со реализирање на повеќе крупни проекти во функција на економијата и подобриот живот. И најмалиот и најголемиот економски успех ќе ви овозможат вам и на вашите деца и внуци нови работни места, добри плати и подобар живот. Во таа насока ветуваме дека ќе почнеме со изградба на еден од најголемите енергетски капацитети во Македонија, хидроцентралата Чебрен на Црна река во Мариово, со што обезбедуваме висок степен на енергетска независност на Република Македонија и преку 2000 нови работни места. Овде во Прилеп велат нема Прилеп без тутунски комбинат и Еврокомпозит. Затоа новата влада на СДСМ веднаш по 5 јуни ќе отпочне со рестартирање на овие два големи капацитети по пат на јавно-приватно партнерство. Рестартирање и поволен ветар во грбот на Металец. Изградба на нов, модерен автопат Велес-Прилеп преку Дервен до Меджитлија. Гасификација до општината Прилеп, со што ќе се создадат објективни услови за изградба на секундарна мрежа до секој заинтересиран потрошувач во општината. Сеопфатни геолошки истражувања во Мариово, толку богато со најразлични руди, кои ќе отворат нови можности за економска експанзија на општината и регионот. Општата болница Борка Талиски во Прилеп ќе го добие заслуженото ниво на регионална болница. Ургентно решавање на состојбите во тутунопроизводството, земјоделието и сточарството воопшто во општината и отворање на нови, ефикасни и рационални откупни пунктови за тутун, градинарски култури, жита и млеко во соработка со локалната самоуправа. Концесиите од истражувањата и експлоатацијата на минерални суровини, со кои општината е пребогата, ќе се уплаќаат во целост во буџетот на општина Прилеп. Трансфери од Министерството за култура за изградба на мултинаменски објекти за културата и уметноста воопшто. Изградба на социјални станови за најзагрозените групи на граѓани во општина Прилеп. И конечно, враќање на статусот на даночното одделение во Управа за јавни приходи Прилеп, а полициската станица ќе го добие тоа што го загуби и ќе премине во Управа за внатрешни работи Прилеп. Почитувани прилепчанки и прилепчани, состојбите во нашата татковина, посебно во Прилеп, не се лесни и едноставни. Проблемите се многубројни и тешки, но ние ветуваме дека после 5 јуни нема да има место за било какви калкулации како досега, за било какви лажни надежи и промашени ветувања. Фонтани, не, достани се. Работни места ни требаат и европски Прилеп. Запомнете дека СДСМ не е партија која бега или турка проблемите под килим, туку е партија која може, знае како и сака да ги решава истите. Ви благодарам.